Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема колку често сме реактивни како родители. Секој од нас многу пати се препознава сами од себе си, знае дека како ние се чувствуваме за нашето живење, за нашиот семеен живот, за нашето родителствување. Пред се зависи тоа колку ние и на кој начин размислуваме, какви мисли имаме за нашиот живот, за нашето живење, за нашето семејство, за нашиот начин на родителствување. И токму поради тоа вообичаено е и ние да се активираме кога нешто негативно го перцепираме од наша страна и кога нашите реакции како резултат на таа реактивност се многу силни. Најчесто во таквите моменти ние реагираме со зборовите: зошто мене ми се случува ова со моето дете, што се случува по ѓаволите, и трето, како може да биде ова со моето дете и така натаму. Меѓутоа, во првиот случај, кога велиме зошто ми се случува ова, најчесто ние родителите тогаш си ги земаме работите премногу лично. Во вториот случај, кога велиме што се случува по ѓаволите, во таквиот случај ние неадекватно реагираме во насока кон себе вадење од контрола. И третиот случај, кога велиме како може да биде ова, тогаш ние реагираме во насока на спротивставување на самиот живот. Значи, сите овие три начини на размислување нас не водат да се чувствуваме неадекватно, да се чувствуваме неубаво, да се чувствуваме глупаво на некој начин, затоа што и самите чувствуваме дека не сме ние тие во својата суштина, во својата автентичност. И единствениот начин за да можеме ние да го промениме овој начин на размислување со цел да не бидеме реактивни толку многу како родители е всушност да направиме една радикална промена во насока на прифаќање, без разлика на она што се случува во дадениот момент. Значи, прво, како родители треба да тргнеме од едно место на прифаќање и тоа прифаќање изгледа на следниот начин. Можеме да кажеме дека, например, ова мене што ми се случува во овој момент, ми се случува сега и овде, и тоа е она што е. Значи, од ова место, кога ние не даваме отпор, кога ние почнуваме да ги прифаќаме нештата во моментот, онакви какви што се, единствено тогаш ќе можеме да донесеме свесни одлуки во врска со нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.